вечер. Граѓаните своите годишни даночни пријави до Управата за јавни приходи ќе може да ги поднесат и в понеделник на 17 март, соопштија денеска даночните власти. Рокот за поднесување е 15 март, а бидејќи последниот рок се паѓа в сабота, неработен ден. Даночните обврзници ќе може да ги поднесат своите пријави и на 17 март 2014 година в понеделник, како прв работен ден. Со ова информација ги започнуваме денешните урбани вести. Останете со нас. Меѓународна работилница за заштита и спасување во Скопје. ВИП донираше постелнина на Институтот за белодробни заболувања кај децата во Козле. 50 години од збирката Корабија на Радован Павловски. Втора крводарителска акција на Твитер заедницата. Денот на пролетта ќе се одбележи со засадување рози. Со електромобили ќе се разгледува градот. Мобилниот оператор ВИП денеска направи нова донација во здравството за подобрување на условите во детската болница Козле. Станува збор за целосно обновување на постелнината во оваа детска здравствена установа со вкупна вредност од околу 500.000 динари. Повеќе за ова од прилогот на Томислав Атанасовски. Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле со помош на мобилниот оператор ВИП целосно ја обнови постелнината на сите кревети. Со донација на ВИП набавени се 1200 парчиња различна постелнина, почнувајќи од креветски чаршави, јастучници и навлаки за јоргани и кебиња со вкупна вредност од 490.000 денари. Денеска навистина имам голема чест и задоволство да се заблагодарам за големата донација која што ВИП операторот во Македонија направи кон Институтот за белодробни заболувања кај децата во Козле. Се работи за болничка постелина, она што навистина е неопходно и она што навистина ќе го подобри квалитетот на престојот на децата во нашава институција. Нашава институција е една од најголемите во Македонија во област на пулмологијата и алергологијата и годишно поминуваат над 4.000 хоспитални болни и од 25 до 30.000 деца во нашите амбуланти. Болничката постелина е она навистина што го радува детето во тек на престојот, го подобрува квалитетот и го намалува стресот во тек на болничкото лекување. Донираната количина нови болнички чаршафи и навлаки е доволна не само за моменталниот капацитет, туку и за потребите на новата болница која е во напредна фаза од изградбата. Институтот е специјализирана институција за лекување на деца од 0 до 16 години и може да згрижи околу 150 пациенти. Дејноста е организирана во 10 одели, дневна болница, 7 кабинети, 8 консултативни амбуланти и други немедицински помошни служби. Оваа донација на ВИП оператор би ќе представува една традиционална донација во областа на здравството во Македонија. Од самиот почеток на своето работење, ВИП оператор донира како во здравството, така и во другите сфери на напредување на заедницата и животот во Македонија. Оваа донација е во вредност од приближно половина милион денари и е беше наменета за купување на нова постелнина, која што се надеваме дека ќе го исполни капацитетот не само во оваа болница, туку и во новиот објект што се гради. Во изминатите неколку години мобилниот оператор ВИП активно помагаше во напредување на условите и модернизација на неколку јавни здравствени установи. Беа набавени апарати и опрема за најголемата гинеколошко-акушерска клиника во Скопје, како и во специјализираната болница за белодробни заболувања во Јасеново, а беа донирани средства за набавка на душеци и кебиња во домот за деца без родители до 3-годишна возраст во Битола. Меѓународна работилница за информацијските системи и текот на податоци при менаџирање со катастрофи во југоисточна Европа денеска се одржа во Скопје. Целта е да се разменат искуства за изгледот и дизајнот за информацијски систем кој би се користел за менаџирање со катастрофи. Работилницата ја организира Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салију истакна дека заложбите на дирекцијата се споделување на искуства за информацијски систем со кој полесно, побезбедно и поорганизирано протекуваат информации од одредени држави во сферата на заштитата и спасувањето. Во Македонија имаме информација која е во постапка за усвојување за да се организира овој информацијски систем, додаде Салију.
Тој информира дека дирекцијата во овој систем се вклучува со одредена такса, која чини околу 30.000 евра. Во моментов во Македонија се изработува одредена студија, а најдоцна за 6 месеци ќе можеме да се вклучиме во тој систем. Од овој систем корист ќе имаат не само дирекцијата за заштита и спасување, туку и сите органи во нашата држава ќе имаат можност за приклучување на поевтин, побезбеден и поквалитетен начин, рече Салију. На работилницата своите сознанија и препораки за Македонија ги споделија гостите од Бугарија, Словенија. Учествуваат представници од 9 држави од југоисточна Европа. Представник од Обединетите нации одговорен за справување со кризата на Филипините, а имаше и презентација на приватна компанија од Словенија. Твитер заедницата во Македонија на 15, 16 и 17 март организира крводарителска акција, како и акција за собирање облека, играчки и книги. На денот на крводарителите во Македонија, на 17 март, од 11 до 20 часот во Домот на хуманитарни организации Даре Джамбас ќе се одржи втората поред крводарителска акција, организирана од група македонски твитерџии, а поддржана од Црвениот крст на Македонија. Ова е втора крводарителска акција, која што е мотивирана од успешноста на првата, во која крв дарувале 75 твитерџии. Идејата беше дека 5 од 13 не мора да биде несреќен ден, нели? Дојдоа 120 луѓе, млади луѓе што сакаат да даруваат крв, од кои на 75 им беше дозволено, што е извонреден одзив, мислам, како за прва акција која не беше поддржана реално од ниеден спонзор од страна. Помина одлично, сме многу задоволни како ќе прошириме и со хуманитарна акција овој пат за собирање облека, играчки, книги и парични средства кои ќе се распределат во домовите за деца без родители и на семејствата на кои има потребна помош, кои се социјално загрозени. Исто така ќе имаме и журка во Ракија бар, чии средства ќе бидат донирани исто така во наменски во домови за деца без родители. Акцентот на предстојната крводарителска акција ќе биде ставен на собирање на РХ негатив крвни единици, со што посебно се охрабруваат лицата кои имаат исклучително ретката негатив крвна група да даруваат крв. Крводарителската акција ќе биде на 17 март во понеделник од 11 до 20 часот во Даре Джамбас. Оваа крводарителска акција по-конкретно би сакале да ги поттикнеме, да ги повикаме и да ги поттикнеме оние кои што се со негативен РХ фактор да даруваат, бидејќи нивната крв е ретка. Покрај крводарителската акција, овој хуманитарен настан ќе опфати и акција за собирање облека, играчки и книги. Хуманите граѓани ќе имаат можност на 3 пунктови во Скопје, Карпош, Центар и Аеродром, да ја покажат својата хуманост. Оваа акција е проширена на оваа година со тоа што ќе имаме 3 пунктови кои ќе бидат во општината Аеродром, во Јане Синдански паркот, во Центар на улица Македонија и во Карпош во Лептокарија, каде ќе бидат поставени 3 пунктови каде сите луѓе можат да ги остават својата гардероба, книги, играчки за децата и за фамилиите каде што ќе бидат предадени. Сето ова ќе се случува од 10 до 17 часот. Масовно засадување рози низ градовите на целата држава е целта на кампањата Македонија земја на цвеќето, земја на розата, што ја спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање по повод Денот на пролета 21 март. Министерството за животна средина и просторно планирање денеска соопшти дека розата е избрана, бидејќи растение со исклучителна способност да ги задржи и акумулира штетните елементи, особено тешките метали од водата, воздухот и почвата, и е повеќегодишно цветно растение, лесно за одгледување на различни простори. Може да живее од 20 до 30 години, цвета уште во првата година од своето садење и е расцветана 200 дена во годината. Изборот за розата, како што е наведено, се базира на научни резултати, добиени од студијата присуство на олово и други тешки метали во животната средина во градот Скопје. Во рамките на истражувањата, испитувани се почвите, цветовите и листовите на розите, тревите, како и иглолисните и листопадните растенија. Министерството за животна средина ги поканува граѓаните, институциите и општествено одговорните компании да се приклучат во пролетната национална акција и засадувајќи рози во дворовите, на балконите или во кругот на своите компании, да го дадат својот придонес за почиста и поздрава животна средина.
Збирката Корабија на Радован Павловски денеска одбележа 50 годишен јубилеј. Корабија излезе од печат во 1964 година и веднаш по објавувањето предизвика големо внимание и широк интерес во македонските книжевни кругови. Составена е од 11 помали поеми. Во градската библиотека Браќа Миладиновци денеска беше одбележена 50 годишнината од излегувањето на стихозбирката Корабија од Радован Павловски, кој 8 години е редовен член на Македонската академија на науките и уметностите. Автор е на многу поетски книги, кои оставиле длабоки вредносни карактеристики и обележја во македонската поезија. Добитник е на сите позначени книжевни награди за поезија во Македонија, на поетски награди од поранишните југословенски простори, како и на влијателни светски признанија за животно дело, од кои се издвојува наградата за врвни достигнувања во 20 век од Меѓународниот биографски центар од Кембридж. Преведуван е на многу светски јазици и е застапен во сите антологии на современата македонска поезија. На денешното книжевно пладне за неговата поезија говореа академик Милан Ѓурчинов, директорот на библиотеката Браќа Миладиновци Бранко Цветковски и Мите Стефоски, директор на фестивалот Струшки вечери на поезијата. Стихови од книгата Корабија читаше актерот Томе Витанов. Неговото творечко битие логично ги окупираше толкувачите, аналитичарите и вредновачите на нашата книжевност, а неговиот поетски глас одамна ја има освоено и почита и милоста на масовното внимание. Денес, колку и да ја чувствуваме уверливата јазикотворна и творбена лирска енергија на македонскиот јазик, преку редицата нови автори што се појавија после Павловски, сепак не можеме да преминеме преку моćните мотиви на овој редок мајстор на метафората и на големиот обрт во поетското писмо. Многу негови песни остануваат на собствен и недопирлив начин ненадминати во својата полнотија и одек. Од 10 април скопјани и туристите ќе може да се возат со 5 електромобили кои ќе може да се изнаемуваат за разгледување на знаменитостите во централното подрачје. Од градски паркинг информираат дека во тек е изготвувањето на правилник во кој подетално ќе бидат опишани условите и начинот на изнаемување на возилата, по која цена ќе се изнаемуваат, како и трасата по која ќе се движат. Со правилникот треба да се уреди и дали во електромобилите ќе има потреба од туристички водич. Се очекува електромобилите да пристигнат од 1 до 10 април. Тие ќе имаат капацитет за 4, а ќе работат на акумулатори што се полнат со електрична енергија. Во централното градско подрачје ќе се изгради и полнач за акумулаторите на овие превозни средства. Со едно полнење, овие автомобили може да поминат и до 100 километри. Откако ќе се набават првите електромобили, надлежните ќе го мерат интересот за нивно користење, пошто ќе се воведе одлука дали проектот ќе се прошири низ повеќе делови од градот. Набавката на возилата ќе ја изврши фирмата Хипнел од Скопје. Бајерн Минхен и Атлетико Мадрид се првите четвртфиналисти во Лигата на фудбалските шампиони. Ван Перси заминува од Манчестер Юнајтед, доколку не се пласира во Лигата на шампионите следната сезона. Повеќе за овие и останатите вести од спортот по рекламите.